Со Ивана велиме, одамна не сме били во кујната, барем оваа сезона некако не искористивме никако. Благодариме од се срце. Надица Петрова, дама родом од Неготино, стендап комичарка која што повеќе од своји 18 години можеби нели и живее и работи во Скопје. Драго ни е што можеме да се поврземе со нејзиниот лик и дело, она што го создава, тоа е пред се насмевка да разбуди кај многумина, така што и оваа сезона таа започнува со двочасовен стендап за кој што ќе споделиме генерали и податоци, така што утрово не се јавува таа од Шпанија како последниот пат. Таа е во Скопје. Таа е во Скопје, се со цел да го најави всушност овој стендап. Надица, добро утро од екипата која што повторно ти вели добро утро од оваа страна на градот и од оваа фреквенција. Добро утро. Добро утро, прекрасна моја екипа. Бак не жи праке мен. Да, поздрав до тебе, Надица, како што можеме да забележиме, си уживаш на сутринско кафе, веројатно негде веќе надвор на стартот на оваа работна недела, при подготовка за она кое што те очекува во текот на денешниот ден и дел од утринските ритуали, дали почесто дома утринското кафе или можеби на еден ваков начин како што си сега можам да забележам некаде надвор. Да, или во кафе. Сега сум на улица Македонија, спроти црквата Свети Константин и Елена, во Зен Густо. Дали пред некој ден дозна дека е отворена оваа црква? Да, и од И тоа го дознав од мои пријатели, од мои луѓе блиски и јас воопшто не знаев и вела дека е некако раскошна и убава. Еве има прилика да се посети. Да, особено кога седите, нели, карши црквата и каде што ете така, како Надица може да се ужива и во таа гледка. И во овие утрински часови. Одлично. Вака. Да. Малце може и да се види. Да. Не знам колку сега баш од дрвјата. Да. Одлично се забележува, да, супер. Ама да. Опа сега, само вас ви изгубив. А баш пред некој ден се прашав кога ќе ја отворат црквата и супер, мислам баш ми е драго што улица Македонија ќе добие некако и нели една нова хармонија вака шетајќи. Тоа е од неодамна и ако почесто се нели движиме во тој дел од градот, поточно во центарот и на улица Македонија ќе забележиме дека е навистина посетена и дека тоа прекрасно изгледа, особено и за туристите кои што циркулираат во тој дел, ги има особено таму во поголем број. Надица, она кое што наш повод за вакво утринско будење и за нели разговорот утрински со тебе е тоа кое што следува. Тоа е двочасовен стендап кој што го подготвуваш и кој што ќе биде во Public Room. Па еве јас ќе оставам на тебе да ги споделиш овие детали со нашите гледачи. Кога, каде и што е она што ќе можат како тема или теми да го видат на овој стендап, а при тоа како велиме да се насмеат од срце, бидејќи тоа и ни го продолжува животот. Така е. Па да, еве дојде ред за една моја така прва поголема стендап турнеја низ Македонија, за која што сум многу среќна и возбудена. Денес почнува официјално во Скопје, во Public Room, во добро познатото поткровје таму. Да. Кое што нели само по себе е познато место за стендап воопшто во Македонија. Да, јавна соба мислам дека Надица ќе се служиш остана како еден бастион на културата, баш протеже што се вели на овие културни настани и е баш убаво градско место каде што можеме да си направиме некој свој личен ескепизам. Да. И ништо јас веќе одамна ова го планирав. Направив јас лани комбинација од двете всушност, од првото и од второто, од кое сум јас и однесе курчи, додадов некои работи, изменив некои работи, го направив двочасовно интензивно уживање. И еве сега денес почнуваме, цела екипа, се организираме, картите се малце не распродадени, уште малку има останато. На друга страна .mk се продаваат. Ништо, продолжувам после тоа. Во среда сум во Прилеп, во сабота сум, значи во среда на 13 сум во Прилеп, во сабота на 15 сум во Битола, потоа на 24 продолжувам во Велес, во Велешки театар, на 29 сум во Виница, на фестивалот In Vinica Veritas, потоа на 30 сум во Куманово, во тој театар, продолжувам после на 6 сум во Штипскиот театар, во Штип, на 7 сум во Струмица, во Ново село, во нивниот дом на култура, потоа продолжувам во мојот роден град Неготино на 11 ноември, на 13 сум во Охрид во театарот и уште немам конкретен датум за Тетово и за Валандово. Но и тоа ќе биде набрзо, ама еве 10 веќе ги имаме фиксни.
И прв пат правам една така поголема турнеја и цела организација, нели, си захтева се цела продукција. Сакам да си ги поздравам многу другарките што многу ми помогнаа околу целата организација со видеата, со фотосесијата. Не знам ете како ми текна дека сакам да правам фотосесија со кокошка. Баш како концептот, нели, на возгордајаноста на тој некој 12 човечки што го имаме ние балканците, нели? Курчот што е. И ми беше смешно, па дур да најдеме кокошка, па ја најдовме. Тоа е едно убаво патешествие, што сите ќе си го памтиме, нели, цел живот. И така супер, има многу убави коментари, убави критики. Луѓето прашуваат, ќе биде посетено, сигурна сум, има многу интерес и ќе биде супер. Тематиките се тие што биле, јас знам, се сеќавам последно една познаеничка пејачка. И беше превозбудена од тоа колку е било интересно, колку убаво си поминала. Кога пак ја сакам пак да го гледам. Сакам пак ја 5 пати да го гледам, ќе ми биде интересно. Мислам, никогаш доста од смеја и стендап. Мене ми е многу драго што и вистина посакувам што повеќе жени да се вклучат. Не е едноставно, сепак како форма и карактеристика стендапот си носи своји предизвици, нели? Сепак знаејќи дека нели секој од нас има некој свој собствен хумор, ама да насмеете толкова толпа од луѓе е вистина предизвик, така што вистина посакувам во иднина многу повеќе да се развива и концептот на стендапот. Да, така е, Марче, да. Баш потребно е. Потребно е, како не? Жена е, да, како жена е малку и потешко од... Да, не знам дали ја имаш погледнато, од се срце ја посветувам на сите, Джесика Кирсон, една неверојатна стендап комичарка од Америка. Да, ја знам. Фантастична е. Мислам, исто така, баш вака кога те гледам тебе, си има свој некој, нели да речам, алтер ига, кој што ги користи за стендапот, така што убаво кажуваш, можеби не знам, неприфатено е многу повеќе од мажите, не знам, еве или потешко да речеме или жените во стендапот, не знам, можеби гравитираат, не знам, ама еве, си имала прилика низ Европа и светот да гледаш такви стендап комедии на жени познати? Да гледам, се уште не сум гледала. Само сум гледала вака онлайн, на Netflix, нели, на тие сите платформи, а во живо се уште не сум гледала. Ама ете, имав прилика да настапам најдалеку во Швајцарија, летоска, а инаку настапував плани во Србија, во Нови Сад и во Белград, во најпознатиот стендап бар Бена Киба. И како македонка која што зборуваше на некој, нели, наш есперанто српски, јас што си го викам, супер поминав, супер ме примија таму и сум многу задоволна, нели, како еден пак нов пробив. И ништо сакам и тоа, сакам да направам една балканска турнеја, бидејќи преубаво ми помине и материјалот, и луѓето ме прифатија, и ме разбира, и им беше уште поинтересно, нели, тој акцент. А исто во Швајцарија, исто се изненадив и таму, колку имаше интерес, колку ме познаваат луѓето, се собраа луѓе. Сосема спонтано беше таа организација, ама ете и сега планирам, веќе имам договорено 3-4 места во Швајцарија да правам турнеја во декември. А ние затоа и ќе те поканиме во студио за многу скоро, да знаеш. Да, со ова темпо на, нели, ова, да речеме, турнеја низ Македонија, веројатно следното ќе биде балканска, она кое што ти го посакуваме успешна турнеја. Следно ќе се видиме во студио со импресии и најави за нешто ново. Ти посакуваме успех, ти благодариме што ово утро беше дел заедно со гледачите на Утринска на Телма, кои ете ги испраќаме од било каде да не гледа, да бидат дел од твоите стендапи. Ви благодарам многу, Ивана Марче, ви посакувам прекрасен ден и ве чекам вечер да ми дојдете во Паблик Рум. Секогаш сакаме да се смееме, фала на поканата и поздрав до тебе, Надица, и до слушање и до гледање, можеби и вечерва на стендапот.